со топ тема на ваша страна. Вечерва сме во Струмица во Домот на армијата, на форумот организиран од Civica Mobilitas. Темата е рудници, да или не. Борбата против рудници во југоисточниот регион започна од Гевгелија. Се формираше и иницијатива. Невладините организации се здружија во спас за Гевгелија. Подосна во овој крај имаше 3 успешни и 3 неуспешни референдуми. На нив се придружија и градоначалниците. Што се случуваше? Дали се изменија во меѓувреме ставовите? Од прилогот на нашиот репортер Сузана Мицева. Од падините на планината Кожув, на само 100 метри оддалеченост од последните села, тргна гневот на југоистокот кон инвеститорите во рударството, но и кон државата која што во еден ден издаде 83 концесии за детални геолошки истражувања во Источна Македонија. Иницијативата ја почна локалниот бизнисмен Ангел Наков, кој што им предочи на сограѓаните дека отворањето на рудници е крај за Гевгелија каква што е знаеле дотогаш. Македонија е една од првите држави кај што прашањето на отворен тип на рудници за експлоатација на злато и бакар со цијанид веќе се разговара за него. Не може никој под маса, дали е тоа политичар, државен или локален, да донесе акти, закони или било што кој што ќе отворат таков тип на перспектива на рударство. И јас ги повикувам и политичарите, бидејќи ова не е политичко прашање, ние не гласаме сега за Заев или Груевски, ние гласаме за нашата екзистенција, ние гласаме, одлучуваме за нашата судбина, за нашите деца. 9 месеци трае борбата на југоистокот против рудниците. В петок продолжува со голем протестен марш на кој што ќе учествуваат и градоначалниците. Токму со својот став дека нема да дозволат отворање на рудници, кандидатите на СДСМ добија голем број гласачи на локалните избори. Сега активистите бараат тие, а и лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев да останат доследни на изјавите дадени за време на кампањата. Јас сум економист човек, бизнисмен човек, но зарем има поважно нешто од здравието на луѓето, од здравието на генерациите и нашите деца. Нема ништо поважно од тоа. Затоа нашиот официјален став е да престане изградбата на рудници, да престанат сите постапки околу рудниците, заради тоа што тоа не е едината на овој бисер на земјоделието во Република Македонија. Речи си еден месец подоцна. Граѓаните тврдат дека има промени во ставот на премиерот кој што во своите изјави не ја исклучува можноста од отворање на рудникот Иловица. Туку во прашање ја доведува само технологијата која што ќе се користи за лужење. И додека не се реше еколошки, ќе има забрана рудникот за работа. Во моментот, тоа што го знам за рудникот во иднина треба да има 500 милиони евра инвестиции за опремата, за организацијата на самиот рудник или слично, а вкупниот приход е 3,5 милиарди евра или 4,5 милиарди евра ако оди со цијанид. Јас верувам дека на такви бизниси со преку 3 милиарди евра има огромна можност за соработка. Пратеничката Лилијана Поповска, која е еден од најжестоките поборници против рудници, тврди дека договорите и за Казандол и за Иловица може веднаш да се раскинат. Значи владата може спокојно да го раскине договорот со концесионерот од Казандол и не само што нема да плати пенали, туку треба тој да плати пенали на државата поради штетите на животната средина што досега ги направил. Против лужење со цијанид во Струмичко е и председателот на Асоцијацијата за рударство кој потенцира дека државата нема стратегија за развој каде треба, а каде не смее да има рудници. Цијанидот во ова подрачје сигурно добро треба да се изучи. Јас лично мислам дека има технологии за користење на рудата во Иловица и без цијанид со класична флотација таква каква ја има и во Бучим. Цијанидот служи да се извлече златото на место. Меѓутоа има преработката на златото со пирометалуршки начин во топилниците и тамо се преработува. Јас лично као човек сум против користење на цијанид, особено над Струмичкото поле. Еден од најсилните аргументи на активистите против рудници во југоистокот се студиите за локален економски развој кои што се базираат на развој на земјоделство, органско производство и рурален туризам.
форум Рудници да или не. Од мојата лева страна на сцената се градоначалниците, господинот Перо Костадинов, кој е градоначалник на Валандово, господинот Блаже Шапов, градоначалник на Богданци, господинот Ангов, градоначалник на Дојран, господинот Сашо Поцков, градоначалник на Гевгелија, госпоѓа Ѓуркова Жиолета, таа е раководител на Центарот за развој на Југоисточниот регион, и госпоѓа Симона Гетова, представник од иницијативата Југоисток против рудниците. Исто така во публиката имаме представници на невладините организации, граѓани, но и представник кој би сакал да зборува во име на Македонската на асоциација на рударство, значи представници на рудниците Бучим и Иловица. Сите вие активно можете да учествувате во оваа дебата, но сепак еве на почеток јас би поставила прашање за сите вас градоначалниците, па и представничките на Југоисток против рудниците и Југоисточниот плански регион. Прво за градоначалниците. Сите вие кога бевте во првите редови на иницијативата која беше против рудниците, тоа се случуваше и пред изборите, пред вие да бидете градоначалници, и бевте најгласни дека треба да има референдуми против рудниците во вашите општини. Кога станавте градоначалници, одеднаш замолкнавте, ве нема, не зборувате за овој проблем, не превземате активности, како да не вршите повеќе притисок врз централната власт, а вие сте од истата партија. За посетување на различните ставови на премиерот се изјавите кои ги даде исто така пред и по изборите. Тој велеше дека нашиот официјален став е да престане изградбата на рудници, да престанат сите постапки околу рудниците, заради тоа што тоа не е иднината на овој бисер на земјоделието во Република Македонија. Една од најновите изјави негови е дека, го цитирам господинот Заев, за да не платиме како држава над 70 милиони евра оштета, државата е дел од договорот и пеналите се тука. Тим веќе работи на правно-формалните аспекти, поврзани со договорите. Македонија сигурно нема да биде единствена земја што има рудник, но тоа мора да биде во една еколошка рамка. Тоа е многу јасно што е спорно. Значи, вака отприлика изгледа овие две различни изјави. Еве, ќе почнам со вас, господине Костадинов. Дали и вие го сменивте ставот заедно со централната власт, па затоа повеќе не говорите на оваа тема? Неправо благодарам на поканата. Драго ми е што сум дел од оваа дебата. Јас сум од самиот старт вклучен во борбата и во активностите против рудниците со отворен коп, конкретно на територијата на општина Валандово, поради тоа што нашата општина има апсолутно компаративни предности за развој преку земјоделието и до ден денес, до овој момент, мојот став по однос на тоа прашање воопшто не е променет. Мене навистина ме изненадува моментот кога рековте дека ние како градоначалници, или конкретно сега зборувам само за себе, дека сме замолкнале. Јас имам дадено последниот период сигурно над 10 интервјуа на оваа тема, излегов и на пресконференција во која што ги истакнав дел од документацијата која што ја поседува општина Валандово, која што е поврзана со процедурата за доделување на рудници и за отварање на рудници, конкретно значи на нашата територија или најконкретно во однос на рударскиот комплекс Казандол, кој што се наоѓа во срцето на нашата општина. Информирав и укажав на тоа дека има сериозни индиции дека процесот е нетранспарентен и едноставно алармирав и понатаму алармирам за состојбите. Мојот став е непроменет и не би одовлекувал околу тоа. Господине Шапов, како вие сега ќе се изборите со централната власт за да не се случи заради тоа да не пропаднат договорите, односно да државата не плати пенали, сепак да се отворат рудници? Па, сигурно дека сегашната влада работи на тоа, значи затварањето на рудниците да биде што побезболно, бориме нели за плаќање на одредени пенали. Значи ние како општина нели имавме референдум на кој граѓаните си го кажаа своето мислење, односно 98% од излезените кажаа дека не поддржуваат отварање на
едни вакви рудници, кои знаеме дека спаѓаат во категоријата на тешка индустрија и секако тие отварањето на овие рудници би имало влијание врз животната средина и врз самото население, така да нашата активност продолжува. Одлуките од референдумот се испратени до сите соодветни министерства и така да остануваме на таа линија дека сме против отварање на едни рудници од ваков тип. Господине Ангов, како вие конкретно се залагате да не се случи отварање на рудник, колку и да тој биде еколошки, како што вели премиерот, сепак ќе влијае на животната средина? Дали пративте некој допис, барање, што конкретно сторивте? Значи вака, ние од самиот старт сум јас учесник во тие активности против овие рудници. Останувам на тој став дека такви рудници не треба да постојат. Конкретно на вашето прашање, јас согледав ситуацијата каква е во самата општина и од претходниот градоначалник има испратено иницијатива до Уставен суд за оспорување на постапката за донесување на одлука за распишување на референдум. Се уште немаме добиено конкретен одговор од Уставниот суд за таа иницијатива. Меѓутоа, каков и да е одговорот, остануваме ние на тој став. Јас од одредени сознанија што ги имам во врска со заложбите на самата влада, знам дека и нивниот став е дека не треба тие рудници да се отворат и да функционираат на онаков начин каков што треба, каков што е замислен, бидејќи се штетни за животната средина и ќе има сериозни последици. Затоа останувам на тој став дека сум против рудниците и ќе ја поддржувам максимално секоја иницијатива против тие рудници. Господине Поцков, како вие би му рекле не на премиерот Заев и на владата? И дали отворено тој став ќе го кажете и ќе го спречите? Градењето на рудниците, односно отварањето на рудниците, ако се некоја еколошка форма, како што се најавува владата, значи што конкретно ќе направите? Јас не знам зошто на ваквите изјави на премиерот Заев гледате дека има некоја разлика, бидејќи концептот на владата е одржлив економски развој. Значи, економија и екологија во рамнотежа. У Гевгелија имаме специфична ситуација, за разлика од рудникот во Воландово, кој ги засега територијално трите општини, Богданци и Доера, бидејќи таму веќе постои рудник во фаза на изградба. Во Гевгелија референдумот се случи во фаза на истражување. Значи, фирмата која истражуваше имаше концесија, после тоа следува процес на добивање на, ако по истражувањето има економски интерес, фирмата да бара отварање на рудници, таа е следна фаза која повторно подлежи на одредени барања. Значи, Гевгелија референдумот го одржа прва од сите општини во Македонија и тука кај нас имаше само во општина Гевгелија фирма која имаше концесија за истражување. Значи, во Гевгелија ниту постои рудник, ниту има намера да постои такво нешто. Меѓутоа референдумите не се обврзувачки. Знам дека не се обврзувачки, меѓутоа од друга страна изјавата на Заев е дека државата ќе плати пенали. Државата ќе плати пенали. Затоа ја гледам разликата во изјавите. Да, не би рекол дека постои разлика, заради тоа што јас сепак останувам на тоа дека се прават сигурно калкулации и математики, меѓутоа политиката на новата влада е да се збори за одржлив економски развој. Значи, економија и екологија на баланс. Профитот да не води на штета на екологијата. Во тој контекст ја сваќам изјавата на премиерот Заев. Дури да се отвори рудник, нема да биде штетен. Дури да се отвори рудник, ќе се отворат рудниците. Така, мислам, дури да се отвори рудник не е тоа така, него да се отвори нешто треба да има дебата. Ние ово сега што го правиме како градоначалници, ние се приклучуваме во завршната фаза. Значи, политиката на претходната влада била да се отварат рудници и ние како градоначалници или како јавност влеговме во фаза која беше многу доцнежна. Во Гевгелија на среќа не беше доцнежна. Така да нашите ставови се во ситуациониот фактор што нас не задеси. Господја Жулета, вие сте раководител на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Што е битно за овој регион? Стратегиите за регионот се базираат на долгорочен развој на земјоделието, органско производство, рурален туризам. Никаде не се споменуваат рудници, дека
населението ќе работи и ќе живее од тие рудници. Меѓутоа, како ќе остварите оваа стратегија која е генерално донесена за овој регион, кога рудниците се еколошки жешки точки? Од друга страна, носат профит и економски развој. Како вие ќе придонесете да се направи тој баланс и што доколку навистина мора да се почне да работи? Вака, точно така, во нашата програма за развој на Југоисточниот плански регион точно стои, значи и економски развој, меѓутоа една од најважните стратешки цели е заштита на животната средина. Не само економскиот развој, земјоделието и заштитата на животната средина. Во моментот кога ме поканија на оваа дебата, јас прво одбив, реков не сум надлежна, нити пак центарот има некои надлежности. Меѓутоа, со оглед на тоа дека од страна на граѓаните на Казандол некаде во јули месец беше испратено писмо до нас и побараа помош од наша страна, и буквално рекоа помогнете ни да не трујат. Мислам дека беше должност да дојдам овде и да кажам што точно и кои сте надлежностите на центарот. Центарот во однос на прашањата за рудни богатства нема никаква надлежност, ниту може нешто да направи. Она што го прави центарот е како административно тело на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, чии членови се сите 10 градоначалници од овој регион. И она што го правиме кога има заеднички барања и прашања, се настапува заедно и центарот ги администрира. Како, например, беше од страна на старите градоначалници поднесено барање до владата на Република Македонија да прашања и заклучоци што со веќе спроведените референдуми, заеднички став и да се даде изјава од таа страна. И она што може центарот да го прави е спроведување да биде еден мост спона меѓу граѓаните и граѓанските асоцијации и градоначалниците. Значи, прашања и барања од граѓаните према градоначалниците. Меѓутоа, ние како центар немаме надлежност освен спроведување на проекти кои пак се донесени од страна на Советот за развој на Југоисточниот плански регион. Благодарам. Госпоѓа Гетова, колку вие имате впечаток како иницијатива Југоисток против рудниците, дека ова што го говорат градоначалниците е така, односно дека сега од кога се сменила власта тие не го менуваат ставот и понатаму остануваат активни на иста линија, а од друга страна, например, рудникот Казандол активно се опремува, значи таму не е стопирано ништо, нема некоја конкретна реакција. Или едноставно речено, точно ли ова што го зборуваат градоначалниците, дека баш така се активни? Благодарам за поканата и од мене. Би сакала најпрвин да кажам дека оваа тема, рудници да или не, за нас од Југоистокот, за граѓаните кои всушност се изјаснија на референдум од 6 општини, тоа се повеќе од 40.000 граѓани кои веќе рекоа не на рудниците. Значи, за нас ова е веќе тема на минатото, значи треба да се разговара како ќе се стопираат тие рудници. Гледаме дека сите сме на иста страна овде, гледаме дека сите велиме не на рудниците, дека и градоначалниците поддржуваат, тогаш зошто продолжува да работи рудникот Казандол, еве, например, зошто продолжува изградбата на рудникот Иловица, сега се спрема и Боров дол. И вакви 86 концесии кои биле подпишани во еден ден од предходната централна власт, значи повеќе од 80 вакви проекти следуваат на целиот источен регион на Република Македонија. Така да, она што би го рекле ние како Југоисток против рудници, која е неформална асоциација на граѓански издруженија и на граѓански иницијативи, е она што ни е веќе договорено и имаме конкретни барања кои би сакала да ги споделам сега со вас и да апелираме до централната власт уште веднаш да има итни постапки во однос на овие барања. Барањата се следни. Итен мораториум за изградбата на отпочнатите рударски комплекси Казандол, Иловица и Боровдол. Стопирање и ревизија на сите 86 доделени концесии, формирање на работна група со представници од сите надлежни министерства, одговорни за доделување на дозволи и концесии за рудници и представници од граѓанските иницијативи од Југоистокот против рудници, со цел транспарентен преглед на цела документација.
објавување на сите релевантни документи доделени од страна на локалните самоуправи и сите министерства кои се надлежни на страните на локалните самоуправи и на страните на министерствата. Изготвување на кумулативна стратешка оценка за влијание на животната средина од сите 86 доделени концесии од страна на независни експерти. Масовни јавни консултации на локални ниво пред донесување на клучни одлуки за економскиот развој на општините, исто такви консултации и вклучување на граѓаните од Југоистокот во донесувањето на новиот просторен план 2020 на Република Македонија и исто такви масовни јавни консултации на локално ниво и вклучување на граѓаните на секој од следните генерални урбанистички планови, детални урбанистички планови, стратегии за локален развој и сите други релевантни документи за развој и одлучување во нашите општини. Во текот на дебатата и други ставови да кажете, јас само да кажам дека беа поканени од Министерството за економија, луѓе и од централната власт, затоа што најголем дел и прашањата се однесуваат на нив, меѓутоа за жал тие не дојдоа, нема ниту министер, ниту заменик министер, ниту некој представник за да можеме директно да ги прашаме. Се надевам дека ќе гледаат дебатава па ќе најдат начин да одговорат на прашањата. Да не должам многу, сепак ќе дадам предност и на вас граѓаните и граѓанските организации кои што верувам дека имате прашања до вашите градоначалници во однос на ова, па повелете со првото прашање. Здраво, јас сум Стојан Велков, здраво проти Струница. Значи, имајќи пред дека нашите градоначалници од Струничкиот регион не дојдоа, ним да им поставам прашање, еве туку се Искористете ги присутните. Сакам да прашам, ако веќе се прави ревизија, вие како представници на новата власт, и верувам дека сте во директна врска и ги знаете како се одвиваат работите. Докаде се стасане тие ревизии и зошто јавноста нема увид врз тоа докаде е стасана работата и што се случува понатаму? Народот сака да знае зошто работата и таму и ваму. Сите изјави што ги дава премиерот до сега се ќе биде, но еколошки нема да има ова, но ќе има ова. Ако е еколошки оправдано, ќе има. Луѓе, треба да знаете дека станува збор не само за 100.000 народ. Станува збор за поголем, за цела Македонија, затоа што всушност градината на Македонија, па и на регион, ќе имаме проблеми со Грција и со Бугарија. Сериозно е прашањето. Ви благодарам за прашањето, кое е навистина сериозно. Па, еве, повелете, господине Костадинов, со оглед на тоа што ga кажавме дека во Казандол не се стопирани активностите, а вие сте од тоа подрачје, еве, контактиравте ли со концесионерот, инвеститорот, запознати ли сте со работите што се случуваат таму, ја предупредивте ли на нешто? Вака, јас уште еднаш ќе повторам дека многу брзо веднаш по доаѓањето, значи на функцијата градоначалник, направив пресконференција на која што ги извадив сите докази во кои што општината беше инволвирана при доделувањето на овие концесии. Конкретно мислам дека ние како региони, како Валандовска општина сме најзагрозени поради тоа што сме во најнапредна фаза. Сите сме уплашени на некој начин поради тоа што рудникот непрекинато се гради и опремува, како што рековте и вие, а нема едноставно конкретен чекор. Сакам исто така да споделам и моје ведување околу тоа што се коментираше дека изјавите на премиерот Заев сега се спротивни од тие што ги даваше во предизборието. Јас сум сигурен дека тоа не е така и во однос на моите контакти што ги имам со централната власт и по неговите изјави, бидејќи сите мораме да бидеме свесни дека концесиите се веќе доделени. Значи, има валиден договор помеѓу државата и инвеститорот и едноставно државата мора да биде предпазлива во овој момент, бидејќи може да има и сериозни Значи, ќе работи рудникот, казвам. Не, значи сега ви кажувам, доколку излезе владата, тоа е моје мислење и рече од утре ќе нема рудник, мора да престане, мислам дека може да има сериозни реперкусии. По однос на тоа докаде е ревизијата, исто така и јас сакам да знам, бидејќи јас сум веќе
во втора вака помасовна дебата, каде што представниците од надлежните министерства пред се од животна средина и економија не се ето заедно со нас да дебатираат. Дали некој друг од градоначалниците може да зборува за прашањето на господинот? Тој побара од сите вас или повеќето одговор и во однос на ревизијата и во однос на стравот на граѓаните од градење? Ако знае некој да одговори на прашањето, добро, ако не, како подпрашање, јас би сакал да знам кои се вашите конкретни активности. Па добро, тоа и јас го прашам, ве молам да не се повторуваме, еве, одговорете. А и тоа дека еве пресконференција не е конкретна активност, кажете што конкретно правите, сака да граѓаните знаат. Не вие, мислам и другите градоначалници може да кажат. Дали сте информирани што јас истакнав на пресконференцијата, тоа е дека од општина Воландово има доделено 2 мислења. Значи надлежните институции по основ на допрен глас треба да реагираат. Така да тоа е конкретна активност. Повелете со конкретни активности, ако имате. Значи, еве јас кажам, откако ја согледав самиот предмет за распишувањето на референдумот и сите пропратни постапки, увидов дека од самата влада на Република Македонија има вратено допис дека треба да се врати, да се препрати извештајот за успешниот референдум до Министерството за локална самоуправа. Меѓутоа тоа не беше направено и јас пред 2 дена го доставив тоа. Им кажав на службите дека тоа треба да се достави најбрзо што е можно. Се изготви тоа известување и беше доставено. Бидејќи имаше таква недостојност. Беше испратена иницијативата дека е преземено иницијативата за противуставноста на тој референдум, меѓутоа не беше испратен извештајот од успешноста на референдумот. Дали уште може да одговори на прашањето или да идеме на следно прашање? Наков Ангел, иницијатива, односно граѓанско здружение Спас за Гевгелија. Видете, јас се слагам со говорничката Гетова, ова прашање за Југоистокот е завршено. Рудници, да или не, таа тема не постои, веројатно во некои други градови треба да направите, но јас имам конкретно прашање, само ве прашал дали смеам и за луѓе што не се овде, бидејќи сте поканили. Ние поканивме, не дојдоа. Добре, тогаш ова прашање го поставам, еве, овде присутните наши ценети началници, благодарно за сите се на линија против рудниците, но го поставам и до председателот на Република Македонија, кој потекнува од Валандово, кај што имаме рудник Казандол. Го поставам и до премиерот Зоран Заев, кој што потекнува од Струмичко, кај што ја имаме Иловица. Дали знаат сите они дека претходната влада на незаконски начин, спротивно на највисокиот акт на нашата држава за просторно и стратегиско планирање, тој се вика Просторен план на Република Македонија, донесоа стратегија за отварање на нови рудници за металични минерални суровини, спротивно на просторниот план на Република Македонија. Дали сте запознаени за ова? Ние ќе ви кажеме само еден документ кој што исто и со службен вестник е објавено од нашата влада дека само во пола Македонија ќе вршиме таков тип на рударство. Прашуваме зошто е ова вака. Прашавме експерти и во Западна Македонија има и текако и никел и сребро и сите работи. Дали ова го знаете? И кога централната власт и локалната власт ќе го спречат рушењето на просторниот план и стратегијата на развој на Македонија, имајќи го предвид вториот факт дека рударството, повторувам, само рудниците учествуваат со 0,5% во бруто домашниот производ, со вкупно 1200 вработени наспрема 182.000 регистрирани земјоделци, со 11% учество во бруто домашниот производ во овој регион, потврдено со просторниот план на Република Македонија, каде што јасно е дефинирано дека Југоистокот е туристички регион и регион за земјоделие. Ве молам за одговор чист, јасен и гласен. Ви благодарам за ова прашање. Па, еве, навистина е конкретно прашањето, примерите, податоците и упатено, ако сте од искра и повелете вие. Се слагам, потполно се слагам со тоа, дали знам, од кога стана актуелно прашањето за референдум, кој го покрена токму граѓанската
асоциација во Гевгелија, тогаш почна овие теми да се дискутираат и сите некако баравме и литература и да осознаеме повеќе за овие работи и нормално дека сите како граѓани на општина Гевгелија учествувавме на референдумот и го кажавме своето. Кај нас кажувам дека има една специфика за разлика од другиот регион, кај нас е запрено тоа и референдумот е одржан во фаза на додека има истражување, не станува збор за отварање на рудници, на рудник конкретно. Во Ландовско е друга ситуацијата. Значи, Гевгелија компаративната предност е границата, земјоделието и тука треба да се базира локалниот економски развој. И јас како градоначелник ја почитувам волјата на граѓаните, јасно изразена на референдум и во стратегијата за развој на локалниот економски развој на општина Гевгелија, токму се базира на тие работи што ги каже господинот Наков, развој на туризам, тука е Негорски бајни, ски центарот ако заживее, тука казинскиот туризам и развој на земјоделието, сега следува изградба на конска брана, сето тоа е во функција на чиста вода и на развој на земјоделието. Господја Жијелета, дали вие би се приклучиле нова со оглед на тоа што, ако ја видовте мапата, точно се знае што му треба на регионот, ако сте вие, нели, за регионален развој, јасно е утврдено, меѓутоа господинот имаше конкретно прашање и во однос на самиот план за овој регион, дека се руши. Добро, да, тие се документи што се носат на ниво на државата, што, ете, не сме учествувале ние, меѓутоа, доколку сте се незаконски, тогаш и не би требало да се валидни и треба да се превземат некои мерки. Токму така, и тоа е точно, значи, Југоисточниот регион, јас секогаш милувам да кажам, е фабрика од која се храни целата наша држава, и ова без разлика, дури да се изградат рудниците и да бидат најдобро заштитени, тоа ќе биде лош глас за нашиот Југоисточен регион. Не само за земјоделие, како земјоделие, дека се спомна, веќе господин Наков спомна како бројка, тука е органското производство, од друга страна, каде што има мерки што препишува дека доколку во близина од 50 километри има тешка индустрија, значи нема органско производство, тоа би значило веќе непостоење на органско производство, а од трета страна се дел на конзервирана храна, кои исто ги користат тие производи, тоа исто така и млечни производи би значеле намалување на профитот и намалување на економијата во нашиот регион. Да, јас само да подсетам дека во Европската унија е забрането лужењето со цијанид повеќе години, дека поради опасност од загадување, можно е со градбата на рудниците, односно со работата тоа и да се појави. Еве вие како невладина иницијатива ги посетувате ли и сега градоначалниците на сето тоа и дали сте подготвени, како што протестиравте претходно, истото да им го направите, доколку овие податоци не ги земат во предвид? Дефинитивно. Значи, најголем е апелот моментално до централната власт, посебно до почитуваниот премиер Зоран Заев, кој во предизборието, како што рековте, имаше големи ветувања. Значи, оваа влада разговара за ЕУ интеграција на Република Македонија. Како може Република Македонија, кога половина од земјата е под ископи и со базени од цијанидни и сулфурни киселини, да влегува во Европската унија? Тоа нема да биде возможно и треба да биде за подсетување. Она што се случува со Југоистокот е, имаме протестен марш во петок, во 12 часот во Валандово, и ги покануваме сите присутни овде да бидат таму и да не поддржат, градоначелниците да бидат во првите редови на тој марш, за да ја покажат таа поддршка. И би кажала уште еднаш дека всушност ние од Југоистокот, граѓаните, што се изразивме веќе дека не сакаме рудници, ќе направиме се што е во наша можност, а и повеќе од тоа, и се што не е во наша можност, но рудници во Југоистокот со отворен коп нема да има. Благодарам многу. Повелете дали имате прашање? Георги Пулевски од гласник.мк. Мислам дека е манипулативно да не убедувате дека нема промена на ставовите на господинот Зоран Заев, затоа што јасно и концизно кажа пред 2 месеци дека рудниците ќе забрат, инвеститорите треба да си заминат, да се спакуваат и да си заминат. Очигледно дека новата изјава е дека ќе има рудници, но со модифицирана еколошка рамка.
Сега, прашањето ми е до градоначалниците на Бината. Ако централната власт е за рудници и ќе се отворат и ќе продолжат да се отварат рудници како Иловица, како Казандол, кои се конкретните мерки на градоначалниците? Дали ќе повикат на граѓанска непослушност, дали ќе повикат на масовни протести, дали ако се отворат ќе си дадат оставка? Кои се нивните радикални мерки, затоа што ситуацијата е сериозна? Ви благодарам за конкретното прашање. Сега малце ќе осмениме редослед за да му даеме можност господинот Шапов да одговори, па господинот Ангов. Јас сакам да дополнам, значи зборам за општина Богданци, значи во нито еден документ стратешки во општина Богданци не се спомнува тешка индустрија. Значи рудниците, значи изјавите на Заев, на нашиот премиер, јас лично верувам дека и тој е на наша линија, значи дека тој прави напори сето ова да помине безболно. Тука има еден проблем што сакам да го луцираме и самата постапка на издавање на тие концесии. Например, во општина Богданци само градоначалникот го дава мислењето, тука знаеме во законот стои мислењето го издава единицата на локалната самоуправа. Например, во нашата општина беше иземен советот како дел од единица за локална самоуправа и само со едно мислење на градоначалникот поминува таа концесија. Значи, тука мислам дека во иднина треба тие постапки да бидат потранспарентни од аспект што во Богданци се дозна за рудникот кога излезе договорот во службен весник. Меѓутоа тоа е минатото. Да. Ваше конкретно за тоа што вие ќе дадете ли оставка? Ако Заев, вие на кому многу му верувате дека можеби нема да се проработат рудниците, сепак се реши за тоа да не изгуби државата 70 значи, милиони. Значи, да се работат бориме со сите механизми, значи вие да не верувате? дозволиме да продолжат рудниците со работа. А за идните поставки ќе покаже времето. Добро, а вашиот колега, дали и вие сте убедени дека Заев не мисли поинаку, мисли исто како пред изборите, и што конкретно вие ќе направите? Имаше одлично прашање. Дали вие ќе поднесете оставка? Како вие вашето сојузништво со граѓаните ќе го покажете? Јас не се сомневам во заложбите на премиерот Заев, затоа што го знам неговиот став дека и тој е против тие рудници. Во самата изборна програма ние имавме наведено дека сакаме чиста животна средина и чиста вода. Значи сите заложби водат кон тоа дека сме сите против тие рудници. Конкретно на прашањето доколку се случи обратното, јас мислам дека од најголема корист ќе бидеме на граѓаните доколку застанеме заедно со нив и се бориме против тоа. Има и други мерки, значи еве како што е во протестот против тие рудници, блокирање на одредени така. Ние стоиме позади нив и ќе застанеме и секогаш ќе останеме. Господин Костадинов, јас имам впечаток дека сите вие градоначалници, бидејќи сте од СДСМ, си го браните председателот на партијата и премиерот и дека не сакате воопшто јавно да се конфронтирате. Вака, мене стварно веќе ми делува небулозно. Јас цел месец да објаснувам кој е мојот став по однос на рудниците и веќе нема да го повторувам, бидејќи мислам дека и повеќе од... Ќе поднесете ли оставка? Еве, тоа е ново прашање. Значи, конкретно на прашањето што го постави господинот, сакам да одговорам вака. Мојот став и после одлуката, доколку биде таква на централната власт, ќе остане иста. Значи, јас ќе направам се, сега тоа е нели во некој идно време, не можам сега да го одговорам конкретно прашањето, но сите опции ќе бидат отворени, и оставката, и граѓанската непослушност, и на секој можен начин да се борам, бидејќи јас се борев за... Бидејќи јас се борев да ја развивам општина Валандово преку земјоделие и мора искрено да го кажам тоа и тоа е тоа. Во Гевгелија вие малце полесно немате ваков притисок. Меѓутоа, еве, вие, значи, знаете, јас колку и да прашам, граѓаните се многу поконкретни од мене и колку и да ги објаснувате фазите, стравот е ист. Дали вие, еве, би поднеле оставка или би направиле радикален чекор доколку ви се закани можноста од фази каде што би проработило нешто? Значи, пак ќе кажем, во Гевгелија е малку во многу поповолна ситуација, не малку, бидејќи таму завршува концесијата за
истражување. Секако дека нашиот мандат извира од народот, без разлика што сме ние припадници на иста политичка партија со премиерот, нашиот мандат извира од народот, гласот на народот во Гевгелија е јасно изразен, 98% гласа против отварањето на рудниците и не е само оставка, мислам, тоа е некој последен чин, изразување на граѓанска непослушност и сите тие други форми. Меѓутоа, јас би кажал нешто друго. Зошто дојде до сето ова? Заради тоа што претходните градоначалници на сето ова дава позитивно мислење. И кога доаѓаат странските инвеститори има представа дека тука е се во ред. Меѓутоа тоа е веќе фаза која заврши, која користите како аргумент во предизборите. Сега вие сте во позиција ако можете да делувате. Не, ова е многу битно. Централната власт развива политика на отварање рудници, а градоначалниците од локалната власт од иста партија дават одобренија без проблем. Како вие толкувате што сега не се присутни од централната власт на оваа дебата? Бегање од одговорност, бегање од одговори? Кога сме на релација градоначалник централна власт? Тоа треба нив да ги прашате, не гледам јас на таа работа бегање од сето тоа, веројатно се во фаза на преиспитување, тоа што го кажи премиерот Заев, прават некои cost-benefit анализи, што е тоа што може да изгуби државата, не станува само збор за пари, станува збор за имидж на државата пред страни инвеститори. И не е така едноставна работата. Исто не е едноставно и прашањето што го поставувате на нас. Затоа сте градоначалник, за да не ви биде едноставно туку сложено. Повелете само Кусо, за да им даеме предност на граѓаните. Додела, ако е веќе така, зошто цела постапка околу ревизијата не е транспарентна? Да знаеме до каде е работата, па да бидат конкретни и нашите активности. Имате ли вие увид во таа ревизија воопшто? Затоа што еднаш веќе бевте исто прашани. Некој од вас знае ли што се случува со ревизијата? Јас ви реков, ако треба пак да одговорам, дека според моите информации се води сега до каде е работа. Сите знаеме дека се води, меѓутоа имате ли податоци од таа ревизија? Податоци конкретно немам. Немате ни еден од градоначалници. Повелете со прашање. Да, повелете вие па потоа, господја Поповска. Коста Демистоманов од Еко долина од Ново село. Имаме многу прашања кои што сакаме да ги поставиме и тоа ние пошто сме од овој регион, штета што нашите градоначалници не се овде, 4 градоначалници нашите општини од Струмичкиот регион. И прашањето би било за нив, иако они не се тука, сигурно ќе слушат. Меѓутоа, да, ако може да се одговори на прашањето за да има прашање одговор, а тие што не се присутни на своја одговорност, знаете. Горет, но прашањето до присутните градоначалници, а поврзано е со овие кои не се тука. Дали, пошто се од централната присутните градоначалници, дали ним им беше дозволено да присуствуваат на ваква трибина, а на нашите градоначалници им беше забрането да не доаѓаат овде и да не присуствуваат. Бидејќи логиката е вака. Казандол е завршена приказна, тој почнува со работа, но и Ловица и другите рудници можеби можат да се сопрат, затоа тие не се тука, а овие градоначалници ме дозволено караванот да поминува, они да не кажем што да зборуваат. Ајде да не кажем по-лошо збор. Дали ми е дозволено или самоинициативно се овде? Затоа што очигледно на другите им е забрането. Па прво еве кажете дали ви е дозволено? Дали прашувавте за дозвола? Ние не сме другата политичка опција, значи ние кој да дозволи? Втората работа е што колку и да сакаме сите градоначалници од цел регион да бидат овде, не е технички возможно да направиме една таква широка трибина. Зборам сега јас од аспект на телевизија. Меѓутоа, верувам дека оваа дебата е само почеток на нешто, затоа што на оваа тема мора да се зборува и кога СДСМ дојде на власт, очигледно. Значи, нема да сопре темата и ова е само една иницијатива повеќе за да овој крај докаже дека останува на ставот, дека не треба да се градат рудници. Малку е нелогична оваа атмосфера. Се наоѓаме во Струмица, има градоначалници од другите региони, а каде се нашите градоначалници? Тоа е прашање за тие што не слушат, што не гледат, што најдоа изговор да не дојдат. Може да најдат причина за да дојдат. И градоначалникот на Струмица беше поканет, само да ви кажам како организатор. И сите други беа поканети. Повелете со прашање. Да, господја Поповска. Само микрофонот за молам. И вие сте од централната власт, еве, па може и дел од работите да ги одговорите.
послушала градоначалниците малку и за да помогнам за логичен след на работите. Дали знаете дека дали сте го виделе договорот со концесионерот од Казандол? Дали сте го проучиле тој договор? И дали знаете дека има повеќе основи по кои што договорот може да се раскине од страна на владата, да се раскине без владата и државата да сносат последици? Ако го знаете тоа, во тој случај дали го знаете исходот од двете контроли на државниот инспектор за животна средина, инспекторат? Двете контроли покажаа дека степенот изградба на Казандол е во многу почетна фаза, дека АБЕР нема од завршување со градежните работи и нема никаква основа ни да почне да бара интегрирана дозвола. Сите рокови кои што се пропишани во договорот се надминати. Дали тоа го знаете? Ако не го знаете, јас ве замолувам да се обратите до Државниот инспекторат. Ние како партија со екипите и правни и експертски од животна средина го следиме. Тоа сме во контакт и со повеќе државни институции и знаеме дека веќе во моментов се создадени сите услови за едностран прекин на договорот од страна на државата без да сносиме последици. Дали го знае тоа и тој што знае или не знае нека каже? Го знам договорот. Генералните аспекти од него на сите ни се познати, но мислам дека ние како градоначалници договорот и како локална самоуправа не можеме да го раскинеме, туку да, тоа е работа на владата, по многу повеќе и на собранието во моментот, значи добро, можете и вие да поднесете одредени иницијативи. Дали можете да ги користите овие аргументи? Господја Поповска наведе одлични аргументи кои што вие можете како градоначалници да ги користиме тие, ние ги истакнавме јавно и договорот се знае и тоа што го зборуваше почитуваната пратеничка е точно, но затоа велам дека ингеренциите на локалната власт во моментот при доделена концесија се апсолутно на повисоките нивоа на власт. Така. Пауза за реклами и потоа ќе ве замолам ако може да го чуеме и ставот на представникот на Македонската асоциација за рударство која е овде присутна. Се враќаме веднаш по рекламите. Продолжуваме со дебатата во рамките на форумот Рудници да или не, и овде имаме представники на рудниците, представници на Бучим и Иловица, односно на асоциацијата. Повелете, еве, до сега цело време на тапет беа градоначалниците, меѓутоа вие сте тие што работат со рудниците. Јас сум Николајчо Николов, извршен директор во Бучим Радовиш и председател на Македонската асоциација за рударство при Стопанската комора на Македонија. Јас го поздравувам овој скуп, но длабоко се сложувам со констатацијата на градоначалникот на Гевгелија дека ова е многу задоцнето. Можеби темата на денешната топ тема требаше да ја смениме. Многу е едноставно и грубо поставено прашањето за рудниците да или против, туку да се постави прашањето како да се извлечеме од оваа ситуација во која денеска се најдовме, можеби ни криви ни дужни. Наследени прашања кои треба да се решаваат. Морам да кажам дека во нашава земја, вклучувајќи и одредени зборови на овој скуп, се побркани многу луѓе се служат со изрази, слободно употребуваат изрази кои за некого живот значат, да кажеме езера со цијаниди, езера со сулфурна киселина, лужење тамо во планината и така натаму. Значи и од присатните овде луѓе си земат за право да изговарат работи кои не држат. Јас пред да продолжам би искористил, ако се сложувате, јас би го искористил овој момент да кажам дека во рудникот Бучим има изграден погон за лужење. Тој погон за лужење е и еколошки погон, не е само економски. Тие што се смеат, не знам дали аплаудират, но за да покажеме дали е тоа така или не, да се договориме веднаш после овој скуп да појдеме на ненајавено во Бучим и многу теми и дилеми ќе се разјаснат. Да видиме, да погледаме како работи, што работи. Да, добро, ве молам само, ве молам. Значи,
Добро, ја не ви уфрлам и вие, нема господине, смисла, немој да уфрлате. Тополница, вие не знаете каде, а јас живеам таму. Да. Добро, ве молам, Значи, да го слушнеме и господинот. Сакам да кажам, не ми е јасно, се зборува овде просторниот план на Македонија. Јас го имам тој просторен план, се спомнува помеѓу другото и Боров дол, а Боров дол е означен како рудник во стратегијата на Македонија од 2002 до 2020 година е означен како рудник. И не знам зошто Боров дол се меша. Боров дол представува исто рудно тело како и Бучим, кај што има повеќе рудни тела, и Боров дол не е ништо друго, туку продолжување на работа на рудникот Бучим за следните 10 години. Ајде вака да поедноставиме. За овие рудници кои што граѓаните се изјаснија против. Да, ве молам да кажете, туку немаме време. Дали сметате дека треба да се задржи концесијата, да почнат со работа и дали вие гарантирате дека нема да бидат штетни за граѓаните од аспект на рударски инженер? Јас за сите овие имам мислење. Градоначалникот на Гевгелија кажа: тамо сметаме, по мене е изгубена работа, само што не се извршија деталните геолошки истражувања да видиме што има тамо. Тоа се пропушти, но тој го кажа, тоа е минато. Казан дол не е рударски проблем. Казан дол е политички проблем. Казан дол повеќе зборуваме за злоупотреба на одредени функции и така натаму, и тоа треба да се решава преко правниот систем. Казан дол е почнат и треба да се извлечеме од оваа ситуација најбезболно. Тамо повеќе правно треба се, тамо нема дискусија нешто рудник или не рудник. Тамо ако е точно, го слушав градоначалникот и на 24 вести, ако е сето тоа точно, тамо има злоупотреба на функциите и тоа другите системи треба да го решава. Тоа не се однесува ни на рударскиот сектор, како што има злоупотреби и за многу други работи. За Иловица, некој кажа, добро, Иловица, ако го гледаме Струмичкото поле, како извор на храна во Македонија и пошироко, по моje мислење, треба да седнат, но не со карање. Треба студиозно да седнат екипи, стручњаци од рударскиот сектор и да образложат што ќе се добие во следните 20 години од отварањето на рудникот во Иловица, а друга екипа стручњаци од земјоделие треба да кажат што ќе се добие, што ќе се изгуби со земјоделието. Математиката е јасна и тогаш за мене тамо треба да има национален референдум, не само локален, национален, бидејќи тоа се однесува на цела Македонија. Значи, различно е сегде прашањето и многу голема грешка е што ние поставуваме, вклучувајќи ја и госпоѓа Симона, генерално, едноставно вадиме нож и затвараме или отвараме. Многу е погрешно. Благодарам. Ви благодарам. За завршница на оваа дебата, бидејќи имаме уште 4 минути, што според вас е клучно и што би направиле како прв чекор за да не стравуваат сите луѓе кои се овде во публиката и што не гледаат на телевизија дека може да се случи истата работа, да мора да протестира, да имаат граѓанска непослушност, да бараат работи како што господја Симона ги наведе, конкретни барања и слично, и да не поминуваат низ истото. Ако веќе е завршено прашањето рудници да или не, како што вели господинот, веќе треба да се излезе од овој ќорсокак, што прво би направиле вие како градоначелник? Најпрво би ги поддржал целосно, би излегол на протестот во петок, во првите редови, рамо до рамо би се борел со нив и би ги испракал пораките и до централната власт. Се надевам, повторно ќе речам, дека ќе го развиваме југоисточниот регион, кој што навистина има компаративни предности за развој преку земјоделие. Никој од нас, јас мислам, тука не е против рударството генерално како гранка, но има против рударството, посебно ваков тип на рудници во нашиот регион, поради тоа што нашите предности и нашите визии се можеби сосем поразлични од тоа. Господин Шапов, што вие прво би направиле? Сигурно поддршката ќе имат. Значи, не е тајна дека ние бевме носители и на референдумите, значи ние ги изработивме референдумите, да го имаат, да ги добијат тие 98% не за родниците,
Значи, ние ги анимиравме луѓето, ние ги запознаевме, ние го изработивме референдумот и сега, значи, нашата поддршка ја имаат и Ќе бидете со нив рамо да рамо. со нив сигурно. Господине Ангов. Истото и јас ќе го кажам дека целосно имаат мојата поддршка. Јас ќе застанам рамо до рамо со нив, заедно со иницијативата против овие рудници, ќе се бориме заедно. Меѓутоа, уште еднаш ќе напоменам дека и ставот на владата, по моите сознанија, дека и тие се борат против таквите рудници. Дека Само немаме уште увид во нивната работа. Имаме, значи не известуваат од надлежните министерства дека се бараат се уште пропусти во постапката и доколку се најде тоа ќе биде затворено прашање. Господине Поцков, вас ви е полесно? Кај нас, како што кажев, е во фаза на концесиите за истражување. Јас се надевам дека тука ќе престане сета таа работа, нема да се побара концесија за отварање на рудници. И мислам дека јасно беше испратена пораката од референдумот, така да и Министерството за економија и владата ја слушнаа пораката од Гевгелиев и се надевам дека тука ќе престане, во ова фаза ќе заврши тој процес. Господе Желита, како вие ќе ги обединете сите нив и граѓаните во ист интерес? Токму така, ние сме сервис на општините и на граѓаните. Нашите идни чекори би зависеле од самите градоначалници, а секако и од граѓаните, барањата на граѓаните, што ќе ги упатат кон општините, така да она што преостанува од нас заеднички спроведување на активности барање од страна на граѓаните и на самите општини. Она што ние ќе го работиме е секако развој на регионот и на секој можен начин обезбедување што почиста и поздрава животна средина за луѓето во овој регион. Господја Симона, им верувате ли во ветувањата, прво? И второ, како ќе ја натерате централната власт, прво да учествува на вакви дебати и второ да им одговори на граѓаните, затоа што преку вашите барања се граѓански? Би рекла директно до градоначалниците овде, што да, досега сме имале поддршка, бескрајна благодарност. Значи, за тоа треба да ги искористат и своите внатрешни канали на лобирање до централните власти, не само да застанат рамо до рамо со нас на улица. Значи, тоа е важно за работата да оди и кон таа насока. Би рекла дека се согласувам за едно нешто со господинот Николајчо и со сушност и почитуваната претеничка, дека има начини за запирање, значи има правни начини за запирање на рудникот Казандол. И тие треба да бидат завршени што е можно поскоро. Она што јас го зборувам, не е овде да сечеме и не генерализираме воопшто, како Југоисток против рудници. Она што сакаме да апелираме е дека односот на централната власт кон рударските комплекси Казандол и Иловица, кои беа целосно нетранспарентно донесени сите постапки околу нив, ќе се знае, односот на централната власт кон нив ќе покаже дали тие ќе застанат целосно на страната на граѓаните и ќе ги исполнат своите ветувања, или пак ќе ги први ќе им бидат интересите на странски компании и странски елити, конструктивни и уништувачки целосно за нашето поднебје. Ви благодарам. Значи, ви благодарам на сите што одговаравте на прашањата и вам во публиката што заедно со мене ми помогнавте постручно и поконкретно да ги прашуваме. Благодарам и на вам, почитувани гледачи, што и вечерва бевте со топ тема на ваша страна. Пријатна вечер.